Влез на Македонија во Европската Унија со заслуги, а не со двојни стандарди. Државата продолжува напорно и посветено да се бори за влез во европското семејство. Македонската влада останува на идејата за заедничка европска иднина, останувајќи посветена на конзервативните вредности. Ова се пораките кои ги упати премиерот Христијан Мицкоски од посетата на Валенсија, каде имаше обраќање на Конгресот на Европската народна партија. Мојата влада останува цврсто посветена на конзервативните вредности, семејството, одговорноста, економската слобода и владењето на правото. Вредности што не водат дома и во Европа. Сепак не можеме да молчиме за двојните стандарди кои го поткопуваат европскиот дух и ја разочаруваат нашата нација. Македонскиот народ заслужува фер третман и почит за својата посветеност на европскиот пат. Време е за Европа на доследност, вредности и заемна почит. Актуелните геополитички предизвици, билатералната соработка, посветеноста на владата на реформскиот процес, интеграцијата на државата во Европската Унија, како и соработката и поддршката во рамки на овој процес, беа во фокусот на бројните средби, што се одржаа на маргините на Конгресот на Европската народна партија, во кој учествуваше македонскиот премиер и неговиот тим. Мицкоски заедно со министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски останати владени представници. Остварија бројни средби со високи функционери. Се сретнаа со канцеларот на Австрија Кристијан Стокер, министерката за Европа на кралството Шведска Джесика Розенкранц, председателот на Српската народна странка Милош Вучевиќ, како и со членовите на Европскиот парламент Софија Кричер, Матеј Тонин и Карло Реслер. Валенсија беше домаќин на Конгресот на Европската народна партија, кој послужи како момент на единство за ова политичко семејство. На Конгресот беше реизбран германскиот политичар Манфред Вебер.